Триаголникот малку му завидува на кругот. Кругот вели: гледај ме како се тркалам, немам ниту еден остарак. Триаголникот му одговорил: па и не е тоа голема работа, барем јас знам каде ми се аглите. Секој облик има свои предности и токму затоа геометријата е интересна. Две паралелни прави биле многу добри пријатели. Правата А рекла: ми се допаѓа твојот правец. Правата Б рекла: и мене твојот. Пак правата А: штета што никогаш нема да се сретнат, затоа што паралелните прави одат по исти правец, но никогаш не се пресекнуваат. Еден ден Пи и И почнале расправија за тоа кој е попаметен број. Пи му викал на И: еј И, престани да измислуваш работи и биди реален. И пак му рекол: а ти Пи, престани да зборуваш во недоглед и биди малку рационален. И така расправијата продолжила, затоа што математиката има и реални и имагинарни броеви. Зошто 6 се плаши од 7? Бројот 6 се крие за да не грамушка и требори од страх. Бројот 9 поминува и прашува: зошто се плашиш од 7? 6 шепа: зашто слушнав дека 789 на англиски звучи 789. 7 ја изеде 9. Триаголник во огледало. Еден рамнокраг триаголник се гледа во огледало. Се врти лево, се врти десно, ги мери своите страни. Воздигнува и вели: барем нозете и крачите ми се со иста должина. На една математичка забава сите дробки танцувале. 4 петини рекла: ајде да танцуваме, заедно ќе бидеме совршена единица. Една петина ја одговорила: не благодарам, јас сакам да се останам посебна. И така дробките продолжиле да се забавуваат, секоја на свој начин. Бројките решиле да одат на одмор, но каде? Секако на бројна оска. Бројот 1 рекол: многу е жешко денес на оваа оска. А бројот 2: да, затоа што сме на позитивната страна, таму е сонцето, а негативните броеви тие уживаат во малку постудени. Бројот 1 и бројот 5 биле најдобра представени. Бројот 1 рекол: бевме супер заедно како 15-ката. Запитка: извините, дечки, може малку да ве разделам, сега сите само една и пол. И така децималите запитка понекогаш ги дели бројките, но ја прави математиката попрецна. Еден ден нулата ја сретнала сумката и веднаш забележала нешто ново. Леле осмице, изгледаш многу фит денес. Што ти се случило со тебе? Осумката ѝ рекла: фала ти. Ништо посебно, само малку го затекнав кајшот. И така осумката изгледаше како да носи модерен кајш точно на средината. Наставничката по математика го прашала ученикот: зошто не ја реши задачата? Ученикот одговорил: задачата има премногу проблеми, а јас веќе имам мој. Зашто 2 плюс 2 може да биде 22, бидејќи 2 и 2 кога се споени се 22.